Голема концентрација на штетни честички во воздухот надминат прак на алармирање и препораки за ризичните групи. Поради аерозагадувањето деновиве неколку градови во земјава се гушат. Докторите велат дека на удар не се само хронично болните, затоа што според најновите студии последиците ги чувствуваат сите граѓани, па дури и неродените деца, вели доктор Ратко Давидовски од Центарот за јавно здравје Тетово. Последните податоци за смртноста ни се од 2016 година. Меѓутоа, пандемијата и си го направи своето така да дишевме релативно добар и квалитетен воздух. А покрај оние сега со влошувањето на временските прилики настанува зголемување на прецена PM10 и PM2,5 и тоа го чувствуваат хроничните болни, значи хронични респираторни, хронично кардиоваскуларни, меѓутоа најновите сознанија покажуваат дека доаѓа овие PM10 и PM2,5 предизвикуваат неалкохолно замастување на црниот дроб. Значи сега страда и црниот дроб и неуроинфламаторно и неуродегенеративно делување на мозокот. Така да имаме намалување на когнитивните функции кај населението, односно меморија, говор, интелигенција, а посебно загрижувачки е што една студија што се појави дека кај неродени деца настануваат тумефакти, значи настануваат туморозни формации во мозокот. Доктор Давидовски вели дека со влошувањето на временските прилики настанува зголемување притце на PM10 и PM2,5 честичките, на што дополнително влија и начинот на грејење во домаќинствата, но и сообраќајот. Според него, целосната гасификација би било едно од решенијата. Само гасификација. Затоа што 70 до 80% ни се нас од фосилни гориви и од оджаците. А со оваа економска криза сега и се што е дома комунален отпад се спалува во ќумбињата. Така да со гасификација докажано тоа ние го имавме 2015 година еден проект каде што од институтот за нивниот институт за јавно здравје од Финска и кај што ни беше презентирана слика од и база на податоци од 1962 година кога е воведена гасификацијата. Како градот е во целосен чат и како го нема и како се ниски вредностите. Така да има решение. Има и со филтри, меѓутоа главно решение е гасификацијата. Инаку деновиве Скопје се најде на листата на најзагадени градови во светот според податоците на IQR. Освен во главниот град, податоците за среднодневни концентрации на суспендирани честички со димензија до 10 микрометри на државниот мониторинг систем за квалитет на воздухот покажаа дека се над рамките на граничните вредности и во Тетово, Гостивар, Струмица, Кавадарци, Кичево и други места.